Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е новата емисија на ТВ Ординација. Овој пат ТВ Ординација не е вообичаено со лекар во студиото и разговор за актуелна тема, односно заболување кое што секако е засега голем дел од популацијата. Овој пат зборуваме на тема COVID-19. По вчерашната пресконференција на министерот Филипче, во кој што најавува дека најверојатно во периодот што следува ќе се појават повторно рестриктивните мерки за граѓаните, бидејќи бројот на новозаразени и на починати секојдневно расте, а како резултат на непочитувањето на мерките од Комисијата за заразни болести. Што е она кое што го најавува министерот Филипче, а секако се однесува на целата популација во земјава од минутите кои што следуваат. Целта на денешната пресконференција е врз основа на анализите кои што ги правиме во Министерството за здравство, понатаму кои ги прави Комисијата за заразни болести, да презентираме состојбата со епидемијата во нашата земја и да ги најавиме следните чекори на Министерството и владата во однос на епидемијата и есенскиот период кој што е пред нас. Дозволете на почеток да дадам еден генерален заклучок, дека состојбата кај нас, како и насекаде во Европа, во многу земји во светот, се влошува како завршува летото. Велика Британија, Франција, Шпанија, Чешка, Холандија се меѓу земјите кои што се подготвуваат да имплементираат нов пакет на рестриктивни мерки во обид да се спречи ширењето на коронавирусот во овие земји. Британската влада планира дури воведување на нов национален карантин. Шкотска упати предупредување до своите граѓани за тешки, но неопходни рестрикции. Во Израел веќе е тоа на сила, затворени се школи, градинки, трговски центри. Франција исто така ги заострува мерките. Меѓу другото ќе бидат забранети и дружења, посети меѓу домакинствата. Ова е нешто што го најавувавме многу пати и посочувавме дека месец септември може да биде почеток на еден нов есенски бран. Дозволете да го кажам на некои бројки, кумулативна една состојба да прикажам. Според анализите на Комисијата за заразни болести, на кумулативната состојба со епидемијата во нашата земја, заклучно со 19 септември, од почетокот на епидемијата, најголем број случаи се регистрирани во Скопје, Куманово, Тетово и Штип, при што највисока инциденца на 100.000 жители има во градот Штип. Според дистрибуција по возрастни групи, од вкупниот број на случаи, натаму најзастапена е групата над 60 години, но евидентно е исто така дека избива и групата помеѓу 30 и 39 години. Ово укажува на тоа дека вирусот е се поприсутен помеѓу работоспособното население и популација која што има многу активен социјален живот, односно многу контакти. Во однос на процентот на позитивниот тестирани, после пикот на 27 јуни, кога истиот изнесуваше 22,3%, почна да опаѓа, па од средината на август процентот е под 10, за да на 6 септември тој процент изнесува 5,2%, од 16 септември процентот е над 10, а на 19 сме регистрирале 12,1% позитивни од вкупниот број на направени тестови. Најголем број на новодиагностицирани сме имале во 28-та недела, втората недела од јули, кога се регистрирани 1074 заболени. Потоа ова бројка опаѓа во континуитет, а во 38-та, а тоа е изминатата недела, бројката почнува да расте и сега се регистрирани 908 нови случаи. Анализите на дистрибуцијата на потврдените случаи во Северна Македонија, според начин на стекнување на болеста, најголем дел од диагностицираните се преку локален пренос на инфекцијата, по затворањето на границите, спорадични импортирани случаи, почнуваме да регистрираме на 29 мај, а по повторното отворање на границите, речиси секој ден, од почеток вкупен број на импортирани случаи се 414, најголем број од Албанија, 79, Србија 74, Германија 41, Косово 24, Бугарија 22, Турција 20, Грција 18 и Австрија 15 случаи.
Податоците за текот на епидемијата во изминатите 14 дена, споредено со други земји, го покажуваат следново. Последните 2 недели, инциденцијата на 100.000 жители кај нас изнесува 79,2. Во Европската Унија, Велика Британија е во просек 76, а се движи од 5 до 271 на 100.000 жители. Стапката се зголемува веќе 56 дена. Во 19 земји, Австрија, Белгија, Хрватска, Чешка, Данска, Естонија, Франција, Унгарија, Ирска, Луксембург, Малта, Холандија, Норвешка, Португалија, Романија, Словачка, Словенија, Шпанија и Велика Британија, се забележува високо ниво на 14-дневни стапки на пријавени случаи на COVID-19, најмалку 60 на 100.000. Кај нас од вкупниот број на потврдени случаи 1638 во периодот од 6 до 19 септември, 32% имале контакт со потврден случај, 63,3 се од непознат извор и еден сосем мал дел се неистражени. Во истиот период 21% се асимптоматски случаи, а од вкупниот број на потврдени, тоа се 1638, процентот на хоспитализација е 17,7%. Најголем процент на хоспитализирани од болни во истиот период е регистриран на 6 септември, тогаш се 28%, од тогаш процентот опаѓа, зада на 19 септември регистрираме 2,4% хоспитализирани од потврдени. Споредено со земјите во Европа, процентот на хоспитализациите во просек е понисок. Состојбата со болничките капацитети е стабилна. Бројот на активни случаи е релативно стабилен, во моментов најголем број на активни случаи има во Скопје, Куманово, Тетово, Прилеп, Гостивар и во Струмица. Во однос на смртноста, леталитетот во нашата земја е 4,1%, по недели најголем број на смртни случаи во 25-та недела, кога се регистрирани вкупно 54 починати пациенти, од тогаш бројката опаѓа, а во последната 38 недела до 19 септември вкупно регистрирани 40 смртни случаи. Анализата на Институтот за јавно здравје за целата измината недела, а тоа е од 13 до 20 септември, ќе биде достапна во текот на утрешниот ден. Почитувани граѓани, од анализите на епидемиолошките анкети на ново заразените, јасно може да се заклучи дека главната причина за зголемување на бројката се должи на непочитување на мерките, и тоа пред се групирање, семејни собери, прослави, свадби, кои што се забранети, и слични настани, но и генерално опуштање на граѓаните. Очигледно дека граѓаните заборавија на важноста за почитување на мерките и последиците кои ги сносиме сите од нивното непочитување. Летото е зад нас, а со тоа и стабилниот период кој што досега го имавме полека завршува. Ризикот кој го носи есента е сериозен аларм, дека мора и натаму да делуваме за да го заштитиме и јавното здравје, но и здравствениот систем. И повторно ќе кажам, нема да дозволиме оние кои не ги почитуваат мерките да ги изложуваат на ризик критичните, ризични групи на граѓани, но и сите останати кои може да бидат жртви на вирусот, а видовме дека коронавирусот може да биде фатален буквално за секој еден од нас. Заради ова состојба веќе започнавме, а уште повеќе од следните денови ќе ги засилиме и контролите за спроведување на мерките и протоколите кои се веќе на сила, сите инспекторати, институции кои се задолжени за спроведување на мерките интензивно ќе работат и апелирам состојбата да се разбере многу сериозно. Апсолутно е недозволиво покрај сите најави за ризиците кои што го носи овој период, сериозен дел од граѓаните и понатаму да не ги почитуваат и да ги прекршуваат мерките. Недозволиво е сериозен дел и од бизнисите, пред се во угостителскиот сектор, да не ги почитуваат превентивните мерки. Понатаму во тек се анализи и планови за воведување евентуално на нови мерки за спречување на понатамошното ширење на вирусот. Тука сакам да посочам дека наша стратегија и цел е навремено да воведеме мерки кои директно ќе влијаат на сузбивање на ширење на вирусот. Целта е да се избегнат евентуални рестрикции на движењето или мерки кои што повторно
би ја закочиле економијата и целосно би не затвориле во нашите домови, но доколку тоа биде нужно, тоа секако дека ќе го направиме. Последните денови ќе информираме за новите мерки кои што се планираат согласно стратегијата која што е развиена од Комисијата за заразни болести, а дел од мерките кои ги разгледуваме се задолжително носење на маска и на отворено, ограничување на бројот на лица по маси во угостителски објекти, ограничување на бројот на лица за групирање воопшто, силна контрола и казни за семејни прослави и прослави на затворено, прецизен протокол за работа на угостителските објекти на затворено, односно во однос на бројот на посетители, дистанцата на седење, евентуално намалување на капацитетот на јавниот превоз. Почитувани граѓани, иако во моментов вкупниот капацитет на болниците е во сосема добра состојба, еден од најголемите ризици беше и останува секако притисокот врз нашиот здравствен систем. Свесни дека повеќе од сигурно ќе се соочиме со есенски бран, ние уште на почетокот на летото го подготвуваме здравствениот систем, ги зголемуваме капацитетите на болниците, функционира системот на ротација на лекари и медицински сестри, но системот не може без граѓаните и нивната поддршка. Сите се важни во овој процес, да ги почитуваме мерките, да не дозволиме да се преполнат болниците. Непочитувањето на мерките ќе значи оптеретени и изморени здравствени работници, кои заради големиот број на пациенти нема да можат да пружат соодветна нега и грижа. Да ги почитуваме мерките, бидејќи тоа значи истовремено и почит кон здравствените работници. Секој од нас мора да разбере сериозноста од тоа што ни престои, мора да разбере дека непочитувањето на мерките ќе не одведе кон нови рестрикции, кои секако никој од нас не ги посакува. Може да не одведе кон критична состојба у болниците, кон нова неизвестност на секое поле. Ова не смееме да го дозволиме, бидејќи ова ќе значи и доведување во прашање на економската стабилност за земјата, работните места, екзистенцијата. Сите знаеме какви штети предизвикува карантинот како мерка и врз економијата и врз моралот на граѓаните насекаде, не само кај нас. Можеме да го превенираме само со целосно и доследно држење до препораките и мерките. Од нас зависи каква есен ќе имаме. Од нас зависи како ќе го премостиме и овој бран. Во текот на следните денови, преку зачестена комуникација со јавноста, ќе информираме за новите одлуки и мерки. Благодарам. Го слушнавме министерот Филипче за новите најави за рестриктивните мерки, но сите се надеваат дека до рестриктивните мерки нема да дојде, се со цел и намалување на бројот на пријави и казни кон страна на граѓаните. Во Струмица и регионот се разбранува јавноста по неколкуте случаи кои што ги имаше во последните неколку денови во Струмичката болница од смртта на 49 годишниот починат маж на инфективната амбуланта во Струмица и од замањето на несоодветен начин од страна на неговите блиски пријатели и роднини. Во продолжение предлагам да го видиме да ја видиме изјавата на директорот на болницата Наке Гогов, што всушност се случувало на интерна амбуланта и каде е човекот кој што починал. Утре во кругот на Струмичката болница имавме еден несекојдневен и немилостен кога лице на 49 годишна возраст со симптоматологија пристигнало на инфективна амбуланта. Што се случува после приемот на пациентот? Да, околу 9 часот донесен пациентот на инфективна амбуланта заради оттежнато дишење, покачен крвен притисок, малаксаност, слабост и не може да се движи. Инаку, штом е донесен пациентот во амбуланта на инфективно, веднаш е пристапено кон на преглед и давање помош, терапија на пациентот. Пациентот е хроничен пациент, болен, кој што имал потешкоти со дишењето, белите дробови, покачен крвен притисок, диабет болест. И после давањето на терапијата, пациентот после 15 до 20 години, 20 минути, пациентот екзитира. Додека се давало терапијата, додека бил преглед,
присутни биле неговите од фамилијата, неговата жена и неговата керка. Се било под протокол како треба се даде терапијата. За 20 минути пациентот екзитира и после екзитусот на пациентот не се почитува протоколот како се зема телото на мртовецот. Доаѓа поголема група на нивни пријатели и роднини и насила го земат пациентот, умрениот од амбулантата. Креветот го земале умрениот преку ограда, го донеле во дворот на болницата, каде што чекало комби, возило, го зеле и умрениот го носат дома. И така тоа завршува на еден начин не секојдневно за умрени како треба да се земе умрениот и да се спазат протоколите. Така, претпоставувам дека сте повикале и полиција. Да, повикавме. И каде е во моментов телото на веќе починатиот маж? Телото на починатиот е дома, кај нив. Го земале со возило, комби и го однеле дома, без да почитуваат правила и протокол на земање на умрениот. Немате право да го повлечете починатиот, пошто и Не, немаме право, веќе они го земале дома. Не можеме да го земеме, да го вратиме назад. Земени се брисеви за да се утврди дали било се? Не се земени брисеви, со што за 15 минути 20 тоа не може да се стаса да се земат брисови и да се направи. Инаку пациентот 4 дена пред да биде донесен во инфективна амбуланта се лекувал кај матичниот доктор. Имал ли симптоми, имал ли контакти? Дали е направена анкета епидемиолошка за состојбата на пациентот? Имал ли контакт со заболени на COVID-19? Не можам да ви го кажам тоа, зашто анамнестички не е можел да даде повеќе информации дали и со кого контактирал пациентот, умрениот сега. креветот ви е вратен? Креветот е вратен, како што гледате тука е, од тука комбето го зема и си го носи дома, умрениот. Ќе покренете ли некаква постапка? Сега јас не можам да кажам за постапката, инако ќе покренем постапка за силеџиството што го прават од фамилијата, негови пријатели, роднини кои се, за да сакам да ги заштитам персоналот на инфективно оделение, затоа што тоа е сепак стресна ситуација, да и сости, гадости, се, навреди секакви. Ако претпоставувам дека вработените во Од амбулантата стрес, не се биле вработените се под стрес. по можност да го стопираат процес. Ма не може тамо да се спротистави, кој ќе се спротистави? 20-30 души. Може ли некој да ги сопри? Тоа е сила. Истиот ден, кога починал 49 годишниот маж на инфективна амбуланта, неколку часа подоцна на детско оделение од страна на родителите било донесено 9-месечно бебе од населено место Банско, кое што било донесено со тешка форма на бронхопнеумонија. По лекарите, по укажаната лекарска помош, сепак бебенцето починало, каде што истиот ден повторно интервенирала полицијата и спречила несакани случувања во кругот на болницата, што всушност се случувало вечерта од следниот прилог. Струмичката болница нема ингеренции да направи посмртно ковид тестирање за 49 годишниот маж кој вчера почина на инфективна амбуланта. Вчера по несовесното земање на починатиот од страна на група пријатели и роднини експресно бил и погребан. Управата на Струмичката општа болница се надева дека јавното обвинителство ќе реагира брзо, а со тоа ќе има и некаква разрешница за случајот кој вчера ја вознемири јавноста. Постмортен тест кај нас, мислам законски, не е предвидено. Оти нели со пациентот штом почине, веќе друга е процедурата понатаму за пациентот, за починатиот. Тоа може да се направи само со указ на јавниот обвинител под негова ингеренција, ако дозволи и ако нареди тој да се прави такви тестови. Инаку пациентот вчера умрениот што е краднат едноставно од болницата е погребан. Струмичката болница не беше центар на вниманието само со смртта на 49 годишниот маж. Попладнето некаде околу 16 часот на детско оделение било примено и 9-месечно бебе со тешка форма на бронхопнеумонија, а кое се лекувало претходните денови кај матичниот лекар. По укажаната лекарска помош состојбата на бебето се влошила, пошто за кратко време бебето инхибирало. Роднините реагирале бурно.
но состојбата била смирена за кратко по пристигнувањето на полицијата. Детето е донесено заради акутна тешка бронхопнеумонија кај детето, кое е било 3-4 дена пред да биде донесено во болницата, лекувано кај неговиот матичен доктор. Откако виделе дека состојбата не се подобрува и го носат на педиатрија кај нас. Докторката го прегледува, му одредува терапија, кислородна поддршка се. И се влошувала состојбата и тие одлучиле да го пратат на детска клиника во Скопје. И викат да не биде така, на голо пратено, без никакво испитување, ќе му направиме баре една рентген снимка, тука кај нас, па да го пуштиме за Скопје. Кога се симнале од педиатриско оделение до доле по лифтот, детето во лифтот направило еден кардиак арест, значи престанок на работата на срцето. Дали за бебето и за починатиот маж во Струмичката болница посмртно ќе се прават ковид тестирања, за сега немаме информација. Ке се чека одлуката на јавното обвинителство. Јавноста по овие две случувања се разбранува дека починатиот маж на инфективната амбуланта бил подигнат од оделението се со цел семејството да ги избегне трошоците кои што се наложуваат по смртта на суспектен на COVID-19. Колешката Сузана Мицева беше во турското Мало, од каде што и починатиот маж, и ги запраша зошто стравуваат и кои се нивните стравови околу подигањето на починатиот од болницата. Да го погледаме на колешката Сузана Мицева прилогот кој што го подготви. Високите цени на погребните услуги за ковид пациентите ги исплашија жителите на турското Мало во Струмица. Семејство од оваа населба неколку денови собираше донации преку социјалните мрежи за да го земе својот покоен, бидејќи Скопско погребно претпријатие им побарало 600 евра без трошоци за превоз. Тукашните жители велат дека им е страв да почине пациент со коронавирус, бидејќи не можат да го донесат дома. Сега, значи, страх имаме ние од това. И да одеш на доктор, страх малко, ако си болен, страх да одеш до болница. Това е. Страх не е, че да одиме до болница. Страх не е да удараме некој игла. И стават големо во сандък 800 евра. Сега, јас ако сум тај сиромах, од кај ќе ми најде на мен фамилијата 800 евра да дава во болницата. Значи, од болницата до гробиштата му тера 800 евра. На кого? Има ли таков случај? Има како? Има. Погребалното претпријатие? Погребалното, да, од болница тера 600-700 евра. Сум керка дома. Јас сакам да работам за чин. Сакаме да работиме, да извадиме некои пари за чин за децата. Не може да одиме на работа, за чин се плашам. Реално ти кажем. Еми умруш, треба 800 евра. Он дај ти пита. 800 евра тера за од Скопје шо за сандък. За сандък, че не нема. Земат за сандък 500 евра. Само за сандък 500 евра земат. Како е тоа? Не. Кој бара 500 евра за сандакот? Па тамо кога го земаме, кој ги зема парите, не знам. А важно тамо додека да не ги платиме, уплатица ни да го несеме. Најверојатно поради овој страв и вчера се случи кражба на мртов пациент од Струмичката општа болница. Иако болницата не наплаќа за пациентите кои што се со симптоми или позитивни на коронавирусот. Никако. Ниту денар не е побарано на никој. Сега они нивните обради што ги прават таму, нели? Компаниите што вршат погреб, тоа се веќе друга работа. Која компанија работи без да биде наплатил нешто, ама компанијата, погребалната компанија, не ние. Болница никако не бара од никого пари. Во турското Мало досега има неколку починати пациенти со COVID-19, а најголемиот дел од нив се помлади од 50 години. Мислењето на граѓаните кои што живеат во турското Мало во Струмица е поделено. Половината не веруваат во постоењето на коронавирусот, додека останатите се исплашени и бараат воведување на карантин. Од јавното обвинителство за вчерашниот случај велат дека немало насилство при подигнување на мртовецот. Туку тие што го подигнале телото ќе добијат кривични пријави за непостапување по здравствени прописи. Овдека би ставила крај на денешното издание на емисијата ТВ Ординација. Се гледаме наредната среда со нова тема и нов гостин.